И вечерва на почеток на овој дневник тема од сферата на здравството. Повторно не работи компјутерскиот томограф. На листата на расипани апарати се наоѓа и апаратот за факометода. Горлив проблем со кој се соочува актуелниот менаџерски тим е погрешно поставената процедура за поправка на апаратите, односно се распишува тендер за поправка, но откако истите ќе се расипат. Пациенти од истокот се жалат дека дел од апаратите во Штипска клиничка се надвор од функција, поради што се приморани здравствените услуги да ги бараат на скопските клиники. Првиот човек на болницата не ги негира нивните забелешки, но тврди дека кога седнал на директорското столче затекнал вистински хаос. Проблемите се влечат повеќе години на нас. Главниот проблем е што имаме и дотраени апарати, и проблемот е што тие не се редовно сервисирани. Тоа доведува до чести дефекти чија поправка чини многу повеќе. Бидејќи апаратите не биле на време сервисирани, апаратот за магнетна резонанса кој го сервисиравме, дензитометарот, апаратот за анестезија, како и УПС батеријата и така натаму, сето тоа не чинеше повеќе од 80.000 евра. Во моментот не работи компјутерскиот томограф и апаратот за факометода за лекување на очни болести. Камен околу вратот на сите јавни здравствени институции, вели Ѓоргиев, била погрешно поставената и предлога процедура. Односно, прво се чека да се расипе апаратот, па се распишува тендер преку Советот за јавни набавки. Сега ќе биде обратно, секој апарат кој ќе биде расипан, сервисерот ќе дојде и веднаш ќе почне со вградување на делот кој што ќе биде, и сметам дека многу пократко време дури и оние апарати кои ќе се расипат ќе бидат вон функција. А се во интерес на пациенти, на граѓаните кои имаат потреба да ги користат услугите на клиничка болница Штип. Само пациентите кои имаат термин на денот на дефектот не се услужени, а сите останати телефонски се информираат за проблемот и им се закажува друг термин. За оние итни пациенти кои што ќе дојдат, нема дилеми, секако ние ќе ги транспортираме доколку има потреба за тоа во оние здравствени институции каде што има услови да биде пружена медицинска нега. Работите полека се мрдаат од мртва точка, додава Ѓоргиев, но потребни се средства и време состојбата да се нормализира, а болницата да започне правилно да функционира. За проблемите на штипските такси превозници, тие бараат измени во правилникот за автотакси превоз. Велат, време е да се решат проблемите со такси превозниците, меѓу кои сообраќајниот хаос, нелегалните такси превозници, проблемот со стари возила и одлив на кадар. До март најавија и повисоки цени на такси услугите. Штипските таксисти ќе бараат измени во правилникот за автотакси превоз по 10 години откако не виделе ајра од сегашниот по кој работеле, како што велат одлучиле да иницираат предлози со кои очекуваат дека ќе се надминат и решат проблемите кои им ја отежнувале работата. Прво што ќе бараат од општината е да се реши проблемот со сообраќајниот метеж на улиците во градот, кој засега го посочуваат како главна причина за откажување на бизнис договорите со компаниите во градот. Најверојатно до крајот на месецот ќе предложиме нов правилник со нови предлози. Тоа ќе биде еден мал дел од целата таа приказка, значи со двонасочни улици, со катни гражи, со градски превоз, бидејќи за жал хендикеп почнавме да ги откажуваме веќе и соработките со другите правни лица, поради неможност за извршување соодветно на услугата. Такси превозниците се надеваат дека работите ќе тргнат на подобро. Не кријат дека ќе ги поскапат цените на такси услугите, но и тоа дека проблем им создаваат дивите таксисти. Меѓу другото, ќе бараат изголемување на бројот на такси возила во градот, повеќе паркиралишта за нив, унифицирана боја и жолти регистарски таблички за возилата. Паркинзите, цената, значи бојата на возилата, се е тоа во тој правилник. Бројот на возила на град Штип е ограничен моментално на 250, но се надевам со нови мерки со искоренување на дивите таксисти кои моментално запоседнуваат автобуската станица, го запоседнуваат центарот кај трговскиот центар, да не се малку ослободи уште од теренот и да сватат луѓето дека такси превозот може да биде професионална дејност, а не хоби. Натрупаните проблеми со години били причина за нерентабилно работење на такси компаниите и тоа што возниот парк со години не бил обновен, сметаат од Сдруженијето на таксисти. Се пожалија дека се потешко наоѓале работници, а се зголемиле давачките за плаќање на придонеси и исплатата на минимална плата. Поради ова се преполовил и бројот на такси компании, така од 12 во градот, сега останале само 5 да работат. Блокирани сметките на земјоделци од Кочанскиот регион поради не наплатена камата за наводнување на земјоделското земјиште. Оризопроизводителите се прешуваат
зошто не им е наплатена каматата преку субвенциите, како што им е наплатен долгот за изминативе 2 години. Извршители им ги блокираа сметките на повеќемина земјоделци од Кочанскиот регион, откако не им била наплатена каматата за наводнување на земјоделското земјиште. Еден од нив е и 57 годишниот оризопроизводител Милан Трендов од Кочанското село Ризари, кој вели дека од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, долгот за наводнување од 2015-2016 година му е наплатен преку исплата на субвенциите, но каматата за овие 2 години од 1500 денари ја бара јавното предпријатие Водостопанство, па на почетокот на годинава му пристигнал и допис од извршителот, кој треба севкупно да му земе 12.800 денари. Овој земјоделец прашува зошто при наплатата на долгот не му е наплатена каматата, па сега му е блокирана сметката. Кај да знам ја колку, зашто не си ги наплатили тие камати што ги е, ако е требало да платиме, ако е таа водостопанска организација да ни рачуна камати. Они не се банки, они живеат од нас. Дали се земали да направат патиштата на земјоделците по нивите, или да ги направат каналите, или кој што имаше порано каналетки. Значи таквија, они само имат, на еден водар имат 10 души јавна администрација. И па не можеме ние сите тие да ги плаќаме. Они од нас живеат. Директорот на Водостопанство Брегалница Дени Митров вели дека се информирани за проблемот, на како ново раководство не можат ништо да интервенираат за решенијата кои им пристигнале од извршителите. Ние како водостопанство предпријатие немаме можност за да можеме да повлечеме, значи, таа постапка, односно барањето да го повлечеме. Затоа самите земјоделци на жалост ќе морат да си подмират трошоците за каматата и за извршување. Ние како водостопанство се грижиме за нашите клиенти, односно водокорисниците, затоа ја вметнавме интервентната мерка за прибивање со субвенции, за да земјоделците, односно нашите клиенти не одвојуваат посебни средства од својот буџет за да ги подмират своите трошоци. Во Кочанскиот регион на одреден број на земјоделци им се блокирани сметките за каматите за наводнување, кои се од 150 па на 2000 денари, а за овие долгови извршителите од сметките им земаат над 10.000 денари. Трендов, кој од дете е земјоделец, а и откупувач на ориз, вели дека подолго време оризопроизводителите едва преживуваат, а за сметка на тоа се намалуваат и површините кои се сеат под ориз. Откупната цена на ориза е катастрофална. Моментално Андрејата, тие подобрите сорти Глорија, откупните цени се 40 денара на белио, а турските семиња се движи од 35 до 37 денара. Значи не ги задоволува таа цена, не ги задоволува потребите на земјоделците. Ние имаме повише трошкови него што ќе земеме. Затоа треба немаме саб да го работиме уопште оризо. Оризопроизводителите во моментов одлучуваат колку ориз ќе посеат напролет, пошто водостопанство треба да направи и план за наводнување. Иако давачките за плаќање на радиодифузна такса се веќе укинати, сепак за останатите долгови граѓаните мораат да си ги подмират. Подсетуваат од подрачната канцеларија на Народниот правобранител. Народниот правобранител не може да интервенира кај правосилните судски одлуки за да се изменат, но најновите измени на Законот за народен правобранител овозможуваат народниот правобранител да биде присутен во текот на некои судења. По однос на донесувањето на одлуките, неколку пати веќе имам нагласено дека народниот правобранител нема надлежност да ги преиспитува и менува правосилните судски, аналогно на тоа јавно обвинителски одлуки. Единствената надлежност која што ја има е во одолжувањето на постапката, каде што се обраќаме и до судовите и до јавните обвинителства, се со цел да не дојде до голем временски период на водење на една постапка и новата надлежност која што ја доби народниот правобранител со измените на Законот за народен правобранител, а тоа е пријател на судот да може во секоја постапка и во фаза на постапка да биде присутен на рочиштата и на постапките кои што се водат во судовите. Меѓутоа, во текот на 2017 година немавме таква представка поднесена од граѓаните. Што се однесува за представките за радиодифузна такса, граѓаните кои имаат долгови мора да ги подмират. Некои граѓани за долгови дознаваат дури кога ќе им се блокираат сметките. И радиодифузната такса е повторно во голем број
на поднесени представки, иако од 1.10.2017 година веќе е укината, односно граѓаните немаат врска веќе да плаќаат за радиодифузна такса, но минатите долгови секако дека треба да ги подмират, ако не се незаконски задолжени. Доколку се незаконски задолжени, ние повторно постапуваме. Интересен е случајот да некои граѓани дознаваат за нивните минати долгови по однос на радиодифузната такса во оној момент кога имаат некаков прилив на парични средства на трансакционата сметка и кога сакаат да ги подигнат, едноставно гледаат дека таа сметка им е блокирана. Инаку потрачната канцеларија на Народниот правобранител редовно е со активностите поврзани во казнено-поправниот дом, а граѓаните представки можат да поднесуваат лично, како и по пошта, по телефон и електронски пат. Како, односно на кој начин да се поминуваат деновите од зимскиот распуст. Цртање стрипови, арапско цртање, правење ногти, нижење на монистри се само дел од техниките кои учениците од најразлична возраст ги изучуваат во првата зимска школа Библио Арт во организација на Штипската библиотека. Зимската школа ја посетуваат над 40 ученици. Зимската школа официјално ќе заврши со стартот на второто полугодие, кога учениците повторно ќе се вратат во училишните клопи. Над 40 деца на најразлична возраст од сите училишта во Штип се дел од зимската школа Библио Арт. Прводеленицот Владимир Јаневски е најмладиот член на оваа школа. Јас доаѓам во зимската школа секој ден и ми е најмилено да цртам. Колку години имаш? 6. И овде е интересно ли ти запознали другарче? Да. Цртање стрипови, арапско цртање, правење ногти, нижење на монистри се само дел од техниките кои ги изучуваат учениците во школата. Претходниот ден имавме час по Makerspace, на часот нижевме монистри, изработувавме креации за кукли. Исто така на часот по проекти лидерство и дебата бевме поделени во 5 групи. Секоја група имаше задача да организира проект, односно да организира хепенинг. Денес имаме презентација на проектите и симулација на емисија. Програмата ги вклучивме часовите по драматизација и ликовна уметност. Предходните 2 часа на драматизација учевме изговор на реплики и на народен говор, како и на современ македонски јазик. Сега сме поделени во 2 групи, меѓусебно се надпреваруваме се со цел да создадеме една успешна театарска представа. Зимската школа Библио Арт годинава Штипската библиотека ја организира по први пат. Искуството од претходните 3 летни што ги организиравме, кај децата пробудија голем интерес, а тоа за нас како библиотека е од мощно големо значење. Прво, за тоа што успеавме децата да ги доведеме во библиотеката, место каде што можат квалитетно да си го пополнат своето време за време на зимскиот распуст, во исто време учат многу нови работи и верувајте, сите наставни оние содржини, како да ги речем, што се предвидени според програмата, кои што сами учениците ја изработија, ги следат со голем интерес. Зимската школа официјално ќе заврши со стартот на второто полугодие, кога учениците повторно ќе се вратат во училишните клупи. Продолжуваме со Крими хроника. Во 3 часот во полициската станица во Штип, 30 годишниот ЗА од Штип пријавил кривично дело насилство. Тој објаснил дека околу полноќ додека седел во угостителски објект во друштво на неговата сопруга, од позади грб му пришол 32 годишниот ОО од Штип. Го ударил со тупаница во пределот на лицето, а потоа во пределот на телото. ЗА станал, но во истиот момент дошло обезбедувањето, пошто ги раздвоиле и ги отстраниле од објектот. Од нападот, лицето со иницијали ЗА се здобило со повреди и се упатило во клиничката болница Штип на лекарски преглед, но додека бил на приемното одделение, пристигнал ОО во друштво со лицето ДК, 29 годишен од Штип, и физички го нападнале и во болницата. Според пријавеното, напаѓачите го удирале ЗА и со други предмети. Се преземаат мерки за расчистување на овој случај. Психичко и физичко малтретирање од нејзиниот сопруг пријавила вчера 38 годишна Кочанка. Таа во полициската станица во Кочани рекла дека нејзиниот 39 годишен сопруг, вработен во Министерството за внатрешни работи, под дејство на алкохол почнал да ја се заканува дека ќе ја убие и барал да замине од дома и да го остави нивното 7-месечно бебе.
Жената пријавила и дека незиниот сопруг секој ден бил во алкохолизирана состојба и дека во повеќе наврати на сличен начин ја малтретирал и физички и психички. На 3 декември минатата година, според пријавата, тој под дејство на алкохол го извадил службениот пиштол и испукал неколку куршуми во дневната соба. По наредба на основното јавно обвинителство Кочани, на лицето МК му е одземен пиштолот. Во расчистување на случајот е вклучен и одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди. Во овие вести емитуваме дел од редовното интервју на Радио Слободна Европа, инаку во целост имате можност да го проследите утре на програмата во 17:30. Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Александра Бојаровска, екологист. Бојаровска, британските вестници пишуваат за токсичната печка во Скопје. Институциите признаа дека таа не ги исполнува стандардите и дека е опасна по здравието. Дали како еколошки организации знаевте предходно за што станува збор и дали конечно поорганизирано ќе излезете да вршите притисок некој да понесе одговорност што влегла печката и толку години се употребувала? Значи во 2001 кога оваа печка е веќе дел нели од система на Дрисла, важеле малку поинакви правила во однос на животната средина. Она што е важно е дека од 2005 година, 6 година со согласување на нашето законодавство со законодавството на Европската унија, оваа инсталација имала обврска да ја усогласи својата технологија со најдобрите технологии од областа на соборување на отпадот. Уште од 2013 година е издадена дозволата за согласување со оперативен план, односно таа еколошка дозвола што ние ја познаваме во јавноста. Тоа што е страшно е што од тогаш до денес операторот, односно собственикот на Дрисла, не е исполнил ниту една од мерките за намалување на загадувањето. Загадувањето требало да се изврши, тоест намалувањето на загадувањето требало да се изврши и на таа печка. Значи да се собираат сите емисии од горењето и на медицинскиот отпад, и на отпадниот отпад, и на комуналниот отпад, со цел нели да се усоврши оваа инсталација, односно да се усоврши депонијата и соборувањето на отпадот, и се воспостави соодветен инсинератор. Тоа до ден денес не е случено. Прашање е каде беа институциите од 2013 година до ден денес, кога самиот оператор, нели Дрисла, не е исполнил ниту една од мерките. Конкретот следи спорт. Фудбалскиот погон на Брегалница, дел од подготовките ќе ги реализира во Санданске. Таму се договорени и ќе се одиграат и 3 контролни средби со реномирани бугарски екипи. Делегација на фудбалскиот клуб Брегалница, предводена од спортскиот директор Елмир Мандак и шефот на структурниот штаб Емил Гарнев, беше во посета на бугарскиот град Сандански, познат по своите бањско-рекреативни и спортски центри. Договорено е фудбалски погон на Брегалница, дел од подготовките да ги реализира во овој бугарски град и тоа во периодот од 4 до 11 февруари. Во тој период на подготовки ќе има повеќе бугарски екипи, со кои се договорени и 3 контролни средби. Првиот контролен меч Брегалница ќе го има на 6 февруари, но се уште не е потврден противникот. Вториот контролен меч Брегалница ќе го одигра на 8 февруари, а противник ќе биде тимот на Локомотив од Софија. Третиот и последен контролен надпревар Брегалница ќе го одигра на 10 февруари против екипата на Вихрен од Сандански. Брегалница првото прозвика ќе има на 17 јануари овде во Штип. Најновите информации од спортскиот директор Елмир Мандак вела дека клубот ги ослободил од понатамошните обврски до сегашниот капитан Горан Здравков, како и фудбалерите Петар Јаневски, Бојан Иванов и Александар Василев. Тимот на Брегалница засега е заселен со Иван Митров, Лазар Илиев, Вана Јованов, Даниел Боневски и со Славче Велковски. Раководството на клубот е во преговори со уште неколку играчи, меѓу кои еден голман, но нивните имиња засега се држат во тајност. И на крајот ракомет. Во Хрватска почнува битката на Македонија на Европското првенство во ракомет, а прв противник ќе ни биде селекцијата на Словенија. Македонската ракометна селекција по 5 пат ќе учествува на Европско првенство кое годинава се одржува во Хрватска.
Првиот настап на Македонија го бележиме во 1998 година, кога во Италија Македонија заврши на последното 12-то место. Вториот европски настап Македонија го имаше во Србија 2012 година, каде што го освои 5-то место. Трет настап Македонија имаше во 2014 година во Данска, каде што го освои 10-то место. Ракометната селекција на Македонија својот четврти настап го имаше во 2016 година во Полска, каде што се пласираше на 11-то место. Во Хрватска селекцијата на Македонија ќе игра во Загреб, во група со Словенија, со која вечерва први ќе се сретлиме, потоа Црнагора и Германија. Првите три селекции продолжува во втората фаза, во која се вкрстува со најдобрите три од Данска, Шпанија, Унгарија и Чешка. Во составот на македонската селекција, штипската традиција на репрезентативци по Владко Митков ја продолжува Мартин Поповски. Ги следевте саботните вести на Ирис телевизија. Благодарност за вашето внимание. Нека е за многу години, стара нова година, Василица и честито име на сите словеници. За многу години. Довидување.